Добро вечер, Дневник на ТВ+. Еве што ќе гледате. Мештаните на Долно Којнаре добија нова црква. Жителите на Табановце со 4-часовен протест. УЈП со присилна наплата на радиодифузна такса. Денеска беше осветена новата црква Свети Спас во Долно Којнаре. На свеченоста присуствуваа стотици верници, а чинот на осветувањето го изврши Кумановско-Осоговскиот митрополит Јосиф. Мештаните се надеваат дека овој храм ќе го врати духовниот живот, но и ќе стане сведоштво за едно време и народ кој длабоко во себе ја носи верата за Господ. Во присуство на голем број православни верници, утрово во Долно Којнаре се освети црквата Свети Спас. Чинот на осветување на иконите и оспособување на црквата за да се извршуваат богослужби го изведе Кумановско-Осоговскиот митрополит Јосиф во сослужение со свештениците од епархијата. Отец Игор Здравковски истакна дека досега во оваа населба немало Божји храм, туку само крст. Денеска овој храм Божји е осветен и тоа во многу рекордно време. Затоа што оваа населба покаже и овие луѓе дека навистина покрај верата во Бога имаат и љубовта кон ближниот, се почитуваат себе си меѓу себе, покажуваат дека може да се договорат. И затоа нека бидат тие пример и за останатите луѓе кога ќе се соберат за некое добро дело да бидат единствени, а не разделени. Новата црква е изградена со средства на мештаните на Долно Којнаре, но и бројни донатори. На овој денешен ден пред околу 2 години, на истиот ден, ударивме камен темелник на ова свето место, кое се вика Свети Спас. За да го изградиме овој прекрасен храм, придонесува градоначалник на општина Куманово, Македонска православна црква, а најповеќе жителите од местно население на Долно Којнаре, фирми и многу други донатори. Успеавме за неполни 2 години да го изградиме овој храм. И затоа се повикав на сите православни верници да веруваат во нашата вера, дека се што се сака може да се сработи. Многу ќе има значение за нашата православна вера. Долно Којнаре постои околу 100 години. Досега немавме изградена црква. Пред 2 години ставивме камен темелник на црквата наша Свети Спас, за во најкраток можен временски период, од само за 2 години, ја осветивме денеска црквата и мислам дека ќе дава и потик за повеќе верување во нашата православна вера и апелирам на сите верници да си го посетуваат овој многу преубав храм. Утврдување на православна христијанска вера. Мислам дека тоа е најдобро ова, што е изградена ова нова црква овдека на овој голем празник Вознесение Христово. Уште повеќе да се заекне нашата вера, православна. Градоначалникот на Куманово Зоран Дамјановски, кој е еден од донаторите, истакна дека негувањето на православната вера е најдобар пат за да се врати религијата. Мислам дека е убав настан, како што кажа владиката Јосиф. Тоа е нешто кое зидите генерации, тоа се корени на православието. Тоа е нешто што ние го поставуваме во овој дел каде една нова населба, каде треба и потенцијална млада населба, каде треба да живее православието, нека живее православната црква, да ни е свет ден денеска, Спасов ден, убав ден и црквата е затоа овој ден се осветува. На свечениот собир присуствуваа представници на локалната самоуправа, директори на јавни установи, училишта, политички партии и бројни граѓани. Цели 4 часа денеска беше блокиран локалниот пат во селото Табановце, кој што води кон транзитниот центар. Мештаните се соочуваат со повеќе проблеми, но најбитно за нив е да се асфалтира пристапниот пат кон постоечкиот асфалт во селото. Барањата ги упатуваат на меѓународните организации кои што секојдневно им помагаат на бегалците.
Жителите на Табановце утрово 4 часа го блокираа локалниот пат кој што води кон транзитниот центар Табановце. Асфалтирање на пристапниот пат од 1 км и 300 метри кон постоичкиот асфалт во селото е главното барање кое што мештаните го упатуваат до менаџерскиот тим на кампот и меѓународните организации кои што секојдневно им помагаат на бегалците. Мештаните обвинуваат дека во кампот се вработуваат лица по партиска и пријателска врска. Од вкупно 110 вработени, само 18 се од селото на кои што веќе 2 месеца не им е исплатен хонорарот, вели председателот на местната заедница Тони Петровиќ. Моментално ние бараме од организациите на во кампот да ни се направи асфалтен пат, што го бараме во најскоро време, што може побрзо да се изведе, иначе ќе патот ќе биде блокиран до не биде случаен договор. Сето тоа време ние го молчеме, го ќутеме, ајде дека имаме вработени од селото Табановце, да кажем луѓе што вработи, ајде нема смисла, али дојде ден кога треба више да го дигнеме гласот, затоа што почна да ги бркат луѓето, плати не им дава. Жителите на Табановце имаат и други проблеми во селото. Без пут нема ништо. Друго, да се обезбеди вода. Тие шибери што се, да се санира некако и да се оправи тие. А овие од кампови светови проводи видев горе у продавница, по нине потребе за набавка на материјал, за носење, за рупе су ископане, а пошто возив државни возила, они не гледав коju брзину иде. Прашина кај ќе се дигне, штета што не смо таму. За камп за примање примени су 90% од Куманово, од други села. И не се гледало опште не се гледало какво е стање финансиско, материјално стање на луѓи. Има луѓи кои опште не су требале да се запосли у камп. Кои имав станови, имав Мерцедес, имав кола, имав све, а запослени су камп. Све што се запослени у камп се ишло преку пријатели. Раководителот на транзитниот центар Табановце Горан Стојановски признава дека мештаните имале штети од протокот на бегалците низ селото, но тоа е одамна надминато со ограничувањето на просторот на движење на бегалците, односно со оградување на кампот. Стојановски вели дека се прават максимални напори во преговорите со меѓународните организации со цел да се помогне на местното население. Техничката документација и проектите за асфалтирање на патот и за ревитализација на водоводната мрежа веќе се изготвени, но се бара финансирање. Успеавме неколку работи да направиме. Тоа е биоразградливата станица за отпадни води, каде што ќе го вклучиме и дел од малата сланиште, односно цело сланиште. Тоа ИОМ го работи, ГИС ќе се приклучи со примарната канализациона мрежа, германската организација. Она што ќе го работиме накнадно за потребите на местното население е водоводот од пунктот на железничката станица исто за малата сланиште, тоа тука во кругот кај што е бегалскиот камп можеме да го направиме и ќе го направиме. Руинираниот пат ќе го ревитализираме, овој што е 80 метри асфалтот, но верувајте ми, сите проекти кои што ги имаат меѓународните организации и ЮН организациите се вржани за бегалците. Овој пат е дислоциран од кампот некаде на километар и пол. Значи, тој не е во близина на бегалскиот камп и затоа сите се оградуваат и велат ние не можеме толку средства да инвестираме во делот кој што исклучиво наменет за мигрантите. Така да имавме една понуда од јапанците и една понуда од холандјаните, тоа одеше и преку локална самоуправа. Мислам дека чекаме изјаснување од нивна страна да видиме што понатака со патот. Стојановски се надева дека меѓународните организации ќе помогнат со напомена дека во финансирањето мора да учествува и локалната самоуправа со одреден дел на средства. Управата за јавни приходи од утре ќе започне со активности и постапки за присилна наплата на заостанатите долгови за радиодифузна такса. Надлежните апелираат до граѓаните да извршат плаќање на оваа јавна давачка во најкусо време или во спротивно ќе се изложат на блокирање на сметки и дополнителни трошоци. Кумановци кои што сакаат да проверат дали има долг по овој основ, тоа може да го сторат на електронскиот сервис или со доказ за извршена уплата да се обратат во даночните канцеларии. Со цел намалување
змалување на времето и трошоците за плаќање без чекање на шалтери, тие може да уплатат преку интернет користејќи електронската услуга е-радиодифузна такса. Регистрацијата е бесплатна, брза и едноставна. Единствено е потребно пристап до интернет и електронска пошта. Во окружната сала на поранешен комитет денеска се одржа дебата за зајакнување на соработката и дијалогот помеѓу заедниците преку Охридскиот рамковен договор. Целта на промовираниот проект е да се придонесе кон подобрување на меѓуетничките односи во 5 општини од североисточниот регион: Куманово, Липково, Старо Нагоричане, Кратово и Крива Паланка. Проектот е финансиран од Европската Унија и кофинансиран од страна на Шведската агенција за меѓународен развој и соработка со вкупен буџет од 323.000 евра. Со проект на Европската Унија ќе се подобруваат меѓуетничките односи преку зајакнување на соработката и дијалогот помеѓу заедниците преку Охридскиот рамковен договор во 5 општини од североисточниот регион. Општините се одберени како таргет општини заради мешаниот етнички состав. Во рамките на проектот ќе бидат доделени помали грантови на 5 невладини организации кои што се занимаваат со женските права и со правата на младите и нивното вклучување во меѓуетничкиот дијалог и соработка. Овие теми секогаш се важни во земјава. Имало конфликти во минатото и дури ако ситуацијата е добра, секако дека треба да се работи на оваа тема и понатаму во смисла на превенција за да се спречат проблеми и во иднина. Така што треба да се работи на поддршка на соработката меѓу различните заедници. Проектот ќе се спроведува 27 месеци, а ќе бидат реализирани 15 различни активности. Наши партнери се Организацијата на жени Кумановка и ние заедно ќе го спроведуваме овој проект во текот на 27 месеци. Целта на проектот е поголемо вклучување на младите и на жените во подобрување на дијалогот и соработката помеѓу заедниците, особено во 5 општини. Значи проектот опфаќа 5 општини, тоа се Куманово, Крива Паланка, Кратово, Липково и Старо Нагоричане. Во сите овие 5 општини ќе имаме проекти и активности кои што ќе ги реализираме. Ќе се работи со средношколци од 2 и 3 година, значи во рамките на 5 општини Куманово, Кратово, Крива Паланка, општина Старо Нагоричане и Липково. Се разбира, овие општини се одберени како таргет општини поради тоа што истите се со мешан етнички состав. Ќе се водат социјални кампањи на социјалните мрежи, значи ќе се работи со носителите на обврските од рамковниот договор, значи со членовите на советите на општините, комисиите за односи помеѓу заедниците, како и членовите на политичките партии. Ќе се промовира повелба за мир, во која сите учесници и засегнати страни ќе бидат повикани да дадат свој придонес. Ќе има значи јавни кампањи на плоштадите, трибини, односно отворени денови и така. За проектот финансиран од ЕУ и кофинансиран од Шведската агенција за меѓународен развој и соработка СИДА се одвоени 323.000 евра. Го имплементира меѓународна невладина организација во соработка со локален партнер. Во средните училишта гимназија Гоце Делчев и Перо Наков денеска 194 ученици го полагаа предметот математика во рамки на државната матура. Од училиштата посочија дека во однос на техничкиот дел се поминало во најдобар ред, а од учениците се надеваа дека ги покажале своите знаења со што би го повториле успехот од минатите години или би го подобриле. Учениците имаа различни мислења за тестот. Во средните училишта гимназија Гоце Делчев и Перо Наков денеска средношколците го полагаа вториот предмет од државната матура математика. Од училиштата посочија дека уште од декември матурантите кои што се пријавени за полагање на овој предмет имале доволно време да се подготват. Математика денеска полагаа 194 ученици, а надлежните посочија дека сите ученици се појавиле на испитот. Од училиштата истакнаа дека бројот на кандидатите кои што се пријавиле е задоволителен, а се надеваат дека учениците ќе ги оправдаат очекувањата на професорите и ќе ги постигнат резултатите кои што се забележани минатата година, а можно и да ги надминат. Кај нас се пријавени 76 кандидата во гимназијата, нали тоа е некако по традиција, секогаш меѓу 70 и 80 кандидата полагаат, тоа се предежно ученици што сакаат да одат на техничките факултети. Се надеваме дека ќе имаме успех, дека нема да имаме неположени, дека ќе имаме што подобри резултати, односно перцентилни рангови на децата. Во нашето училиште Перо Наков од Куманово полагат и учениците од техничкото училиште Наце Буѓони. Вкупно полагат 40 ученици на македонски наставен јазик, 45 на албански, 29 ученика од техничкото училиште на македонски и 4 на албански од техничкото училиште. За сега се тече како што е предвидено и мислам дека така ќе биде до крајот.
Во однос на техничкиот дел на организирање на испитот, од училиштето посочија дека нема одредени недостатоци. Исто така потенцираа дека нема грешки во тестовите, а тестаторите навремено и во точни временски рокови ги предале на полагачите, така што се поминало во најдобар ред. Присутна е господја Маријана Врджиска од Биро за развојно образование како наблюдувач на овој дел од матурата и мислам дека се е вред. Сите беа, дојдени на време, на време отпочна подготовките, влегоа децата, се проверија документите, сите тестатори беа на време, подготвени за испитот. Во однос на тестот, средношколците имаа поделени мислења. Дел од нив се надевале на полесни задачи, а другиот дел посочија дека оние кои што систематично работеле на материјалот во текот на 4 години не би требало да имаат проблем со одговорите. Не ми беше тежок тест и исто така и по математика имаше некои задачи што беа тешки, ама лесно пройдев. Беше се од материјалот од 1 до 4 година, се учено, само кој сака, кој се потрудил да учи на часови и кој запамтил, ќе се присети и ќе го напише тоа прашање што го учел. Во наредните денови следува тестирање по другите предмети. На 13 јуни ќе се полага странски јазик, најголем број на матуранти го имаат изберено англискиот. Завршниот ден од матурата е 15 јуни, кога ќе се полагаат предметите хемија, физика, биологија, историја, бизнис, странски јазик и математика за оние ученици кои не го одбрале како втори изборен предмет. Ликовните уметници од Куманово имаат можност да аплицираат до Министерството за култура доколку имаат проекти за изложби за 2017 година и сакаат да ја реализираат во соработка со Националниот музеј и Уметничката галерија. Ова е во рамки на програмата за финансирање проекти од национален интерес во културата за 2017 година. Надлежните се надеваат дека и годинава, исто како и лани, ќе има голем број на заинтересирани. Инаку повикот трае до јули. И од Центарот за култура Трајко Прокопиев ги повикаа ликовните уметници, автори од областа на литературата и издаваштвото, како и музички репродуктивци, да се приклучат во апликацијата. Отаму соопштија дека лани уметниците доставиле на 20 на проекти од ликовната дејност, 12 за музичко-сценариската дејност, 20 за литературно творештво и 2 за фолклор. Времето денеска во Куманово беше малку облачно, а дуваше речиси тивок југоисточен ветер. Максималната температура изнесуваше 26 степени, а минималната 11. За утре метеоролозите најавуваат умерено облачно со дожд, при што дневната температура ќе достигне до 24 степени, додека утринската ќе се намали до 15 степени Целзиусови. Тука го означуваме крајот на денешното издание на Дневникот. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.